Добро вечер. Вести во 18 часот, ова се на станите на денот. Молскавична акција на американската армија. За неколку часа ја парализираа цела венецуелска армија. Го заробија председателот Мадуро и го изнесоа од земјата. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro. Во делови на Венецуела и собири со славје. Неофицијално, младиот македонец кој исчезна по трагедијата во Швајцарија е меѓу загинатите. Продолжува идентификацијата на жртвите. Ми кажува мамо пау. Го земав во раце и искочив надвор. Семејството скршено од болка по загинувањето на 2-годишното дете за новогодишната ноќ. Бараат правда. Мора да се знае кој пука и кој користи огнено оружје. Ја интензивира реформската агенда, која ја бара Брюсел. Мицкоски се надева. Очекувам повеќе од 85-90% да биде довршено. Адвокатот и родителите на 2-годишното дете, кое беше повредено, а потоа и почина за време на новогодишната ноќ, бараат правда. Скршени од болка велат дека не им е јасно што точно се случи кобната вечер и што е тоа што го уби нивното дете. Сања Трајковска Ставров за ова. И син ми сакаше да гледа таму тие огнометите, седеше во таму натре. Ми кажува мамо пау. Го земав во раце и искочив надвор. Вака, со солзи и крик на неизмерна болка, мајката на 2-годишното дете кое почина во болница раскажува за тоа што се случувало на новогодишната ноќ пред парче од проектил да заврши во главата на малечкиот Нагиб. Таа и незиниот сопруг, иако се уште во шок, сакаа јавно да проговорат и да побараат правда за прерано згаснатиот детски живот и да им порачаат на надлежните да утврдат што точно завршило во главчето на нивниот син и по чија вина. Таа вечер бев натре. Си славивме вака со децата, игравме. И беше саатот 11, така беше. Маш ми излезе, отиде кај татко му, ми кажува, седи натре со децата, ќе дојдам. И он вика, ќе иде да се честите за нова година со татко му. После тоа седев натре, и син ми сакаше да гледа таму тие огнометите, седеше во таму натре. Ми кажува мамо пау. Славивме нова година, искочивме да видиме огномет и одеднаш син ми беше кај мајка му и одеднаш само напри, знаеш, немаше дишење, не знам што се случило. Го земавме детето, го однесовме у болница. Ја мислев дека, не знам што, мислев дека петарда, ама после некој ми кажа дека залутан курш. Барам правда са син. Семејството веќе има ангажирано адвокат преку кој со представки и пријави ќе бараат сторителите да бидат пронајдени. Нивниот адвокат вели дека залутаните куршуми не бираат етничка припадност и очекува надлежните да си ја завршат работата. Мора да се знае кој пука и кој користи огнено оружје и со какви пиротехнички материјали се користат местното население. Ако се работи за ромско семејство, тоа не значи дека куршумите заскитани бираат етничка припадност и боја на кожата, тие заскитуваат и може да завршат кај било кого, денеска било кај ова дете, сутре може да биде кај нашите деци, кај нас. Така да бараме целисходност, бараме ефективна и ефикасна истрага за да може да се открие ова и да се казни сторителот соодветно согласно за позитивното законско право. Адвокатот тврди и дека доставил пријава до внатрешна полициска контрола за да се утврди дали со членови од семејството откако биле приведени кај старата градска болница било постапувано несоодветно. Помеѓу нив, според тврдењата, приведен бил и таткото кој обвинува дека не му било дозволено ниту да се збогува од својот син. Од МВР за Канал 5 пак велат дека до овој момент Оделот за внатрешна контрола и криминалистички истраги и професионални стандарди нема стигнато пријава. Од таму по случајот
дека работат на случајот, а што точно го погодило детето и дали залутан куршум му пресудило, ќе каже обдукцијата, која се уште не е готова. 2-годишното дете од старата градска болница ноќта на 1 јануари беше примено на клиниката во ургентниот центар поради сериозноста на состојбата завршена неврохирургија. Медицинските лица појаснија дека поради силно оштетување на мозочното ткиво не можеле да направат операција. На 2 ноќта детето почина. Скопје доби нов символ. Макетата на кулата беше тестирана во специјална лабораторија во Фиренца. Кога ќе биде отворена грандиозната телекомуникацијска кула на врвот на Водно? Политика. Државата ја интензивира реформската агенда која ја бара Брисел, но очекува Европската Унија да не дозволува билатерализација на процесот на проширување, односно земјава и понатаму да биде блокирана поради проблемите кои со нас ги има Бугарија. Каде ќе биде фокусот на владата во спроведувањето на реформската агенда од прилогот на Ивана Стојановска. Најголем дел од законите од реформската агенда ќе бидат завршени во првите 3 месеци од годината, најави премиерот Христијан Мицкоски. Вели целта е Македонија да биде најдобра во спроведувањето на реформите од земјите во регионот, а Унијата потоа сама да одлучи дали ќе биде заложник на билатерализација или ќе го откочи пристапниот процес. Додаде и дека владата свесно нема да спроведе еден од чекорите кои ги бара Брисел, а тоа е либерализација на пазарот на електричната енергија, што би довело до драстично покачување на цената на струјата, дури до 70%. Очекувам повеќе од 85-90% да биде завршено, минус ова што свесно не го завршуваме. Реков јас дека сакам да бидеме најдобри во регионот. Ние домашната задача да ја завршиме. Акцијскиот план за малцинства го завршивме согласно препораките од Европската комисија. Нашиот источен сосед па има некакви забелешки. Никој нема, само тие има. Така што ние сето она кое што е наша домашна задача ќе го завршиме. Ако Европската комисија одлучи да биде жртва на билатерализација на овие процеси, тоа е нивна работа, тука ние не можеме. Во однос на изборниот законник кој е дел од реформите, Мицкоски порача дека веќе е формирана работна група и дека очекува во текот на месецот да започне и неговото усвојување. Таму треба да се применат практично препораките на ОПСЕ и ОДИХР од изборите во 2024. Таа група работи. Координаторите на пратеничките групи се сретнаа со министерот за правда. Очекувам во јануари да имаме конечна верзија и таа верзија да почне да се усвојува. Во одговор на новинарско прашање за можноста од предвремени парламентарни избори, за кои опозицијската СДСМ и понатаму тврди дека ќе се случат напролет, премиерот Мицкоски им порача да внимаваат што посакуваат, бидејќи може да им се оствари. Земјоделците предупредуваат дека сегашните субвенции не го стимулираат доволно домашното производство на храна, додека увозот расте над 1 милијарда евра годишно. Тие предлагаат нов модел на субвенции по примерот на тутунот. Министерството најавува разговори за нови критериуми и мерки кои ќе ја подобрат руралната економија и ќе го спасат сточарството. Субвенциите во земјоделството не го даваат посакуваниот ефект на поддршка на развојот на производството на храна, сметаат земјоделците, кои укажуваат дека начинот на стимулации мора драстично да претрпи измени. Од година во година Македонија од земјоделска земја се претвора во земја увозник на храна со суми кои веќе надминуваат 1 милијарда евра секоја година за да можеме да се прехраниме. Заради ова земјоделските здруженија предлагаат субвенциите да се воведат по примерот како за тутунот, по два основа. Секој земјоделец да добива субвенција за површина, но и за произведен производ предаден во откупен центар. Кој тутунот веќе имаме по два основа субвенцирање, имаме 6000 денари по хектар и дополнително имаме субвенцирање по предадено производство. Значи истиот модел треба да се примени и кај сите други земјоделски гранки. Што значи, ако ние сега имаме 140 милиона евра вкупен буџет за субвенционирање на земјоделието, у најмал рака буџетот мора да се дуплира. Што значи, треба да биде тие основниот пакет да биде за пријавена површина и уште дополнително толку да биде значи стимулација за произведен
количина производ. Земјава според Каракашев мора да го зголеми и фондот на субвенциите, најмалку за двојно, за да се спречи храната од соседните земји, која станува се посилно субвенционирана, да се прелева кај нас и да ни го преземе уште повеќе домашниот пазар. Србија веќе оде некаде околу 900 милиона евра се годишните субвенции што се исплаќаат према земјоделците. Да не ја спомнеме Бугарија, тој контекст таму се некаде над 1.600 милиона евра. А Грција уште порадикално 3 милиарди и 600 милиона евра се субвенциите годишни. Така да, за кои субвенции збориме од 100 милиона евра? Или ајде 140 милиона, од кои 40 милиона одат за производство на туту. Значи ние немаме, буквално немаме поддршка во никој дел. За сега Министерството најави дека на почетокот на годинава ќе се почнат разговорите со земјоделците и нивните представници за новата програма за поделба на субвенциите, а новата директорка на платежната изјави дека се работи на промени на критериумите за поделбата на поддршката од програмата за рурален развој, преку која најчесто се купуваат нови трактори. Моментално во апликациите имаме од една фамилија аплицирано 5 луѓе, што системски нема како да ги одбиеш, нема доволни критериуми, а од друга страна имаме реално земјоделци кои што не го фатиле тој критериум прв дојден, прв услужен и се на ранг листата многу подолу, реално треба да ја добијат механизацијата, меѓутоа не постои во моментот механизам како да им ги доделиме, да ја доделиме таа механизација и поточно помошта за механизација на тие земјоделци. Покрај промената на моделот за субвенции, земјоделците очекуваат и закон за пресметка на загарантирани минимални производни цени за сите култури, посебни дополнителни мерки за спас на сточарството кое пропаѓа и за задржување на младите во секторот која произведува храната. Управата за јавни приходи денеска информира дека во 2025 година во националниот буџет се собрани 4 милиарди и 426 милиони евра од даноци и социјални придонеси, што е 308,3 милиони евра повеќе во споредба со 2024 година. Од вкупниот износ, како што посочуваат од УЈП, даночните приходи изнесуваат 2 милиарди 334 милиони евра, при што е остварен раст од 7,5%, односно 163 милиони и 200 илјади евра. Повеќе од лани. Нагласуваат дека порастот е континуиран во текот на целата година, со поизразено темпо во втората половина од 2025 година, кога е реализиран околу 4/5 од годишниот раст. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски преку социјалните мрежи ја поздрави објавата на председателот на САД Доналд Трамп дека венецуелскиот лидер Николас Мадуро е уапсен и ќе се соочи со правдата. Муцунски ја истакна важноста на меѓународната одговорност и го пофали американскиот државен секретар Марко Рубио за неговото лидерство во справувањето со наркокриминалните мрежи поврзани со режимот на Мадуро. Одговорноста е важна. Стоиме со Соединетите американски држави и со народот на Венецуела во борбата за слобода и демократија, порача Муцунски. Kanal5.com.mk. Веќе знаеш зошто. Продолжуваме со една навистина убава тема. Ефтин авионски билет ме донесе во Скопје, само што пристигнав тука се почувствував како дома и се преселив тука. Раскажува 24 годишниот Фин Ватшов, германец кој веќе 3 години живее во Македонија. Сандра Спасовска. Авионскиот билет од Хамбург до Скопје во топлиот јуни пред 3 години бил најефтиниот, а до тогаш анонимното Скопје, кое му побудило љубопитност, било само уште едно место за неколкудневен одмор. Вака 24 годишниот германец Фин Ватшов ја почнува својата приказна за доаѓањето во Македонија, додека голем број македонци решаваат среќата да ја бараат во спротивен правец. Тој решава од Германија да се пресели во земјава. Само од фудбал, од Горан Пандев знаев Македонија и гледав сликите од Скопје, од Александар Македонски таму и од се и затоа дојдов. И да нема ништо не знаев за Македонија. И лошо е дека не знаев, ама сега знам. И да, затоа дојдов. Како чувство, тука ја чувствувам најдобро.
и затоа сакам да останам тука и нема да одам никаде, мислам. И па да сакам да живам малку можеби надвор од Скопје, во некој село, ќе живам таму, селскиот живот, можеби еден ден. Ама да сакам тука да живам, сакам еден ден да имам деца, германски, македонски деца, ќе збориме македонски, германски, мислам ќе биде смешно. И да, вака, тоа се моите планови. Тука живее веќе 3 години, а речиси 2 години активно го изучува и македонскиот јазик, кој првично му бил потребен за да полага за возачка дозвола. Но денеска, доколку го сретнете на улица, можете слободно да си направите муабет со него. Вели, најголема помош при учењето му биле неговите пријатели со кои секојдневно разговара на македонски. По почетокот учев за возачката дозвола, бидејќи немав возачка. И сакав да полагам тука, бидејќи немав во Германија возачка. И тука можеш само на македонски да полагиш во теоретскиот дел. И затоа треба да учам македонски. И првите зборови кои учев беа за сопакајот. Знаете, премин, не за првенство, такви зборови. И после тоа учев повеќе и уште учам, имам уште многу работи кои треба да учам. Ама мислам ке биде. Ни смеа раскажува за неговото доаѓање во земјава, барањето дом, вадењето документи за престој, но и првичниот шок на неговите родители кога им ја соопштил веста. Раскажува, не биле баш најсрекни што зад себе остава се и решава да дојде тука, место за кое, како што вели на шега, дел од германците можеби не знаат да го најдат на мапа. Не беа многу срекни. Дека бев на факултет во Германија, имав работа, имав стан, имав се и мојот пат во живот беше како чист и имав планови таму и не беа многу срекни во почетокот, дека не знаеше ништо за Македонија и не беа многу срекни. Ама сега доаѓаат многу пати и секогаш на одмор. Има многу прошетано речиси низ цела Македонија, а тоа може да се забележи и по неговата промоција на нашата земја по социјалните мрежи. Најубавото знаеме во светот. Треба да дојдете во зима во Охрид, многу смено, езерото многу смено, нема никој тука, преубаво. Најубавата држава. Сум бил секаде во Македонија, само не сум бил во Печево, Делчево, Македонска каменица, таму сакам да одам. Свети Николе. Тоа се градови каде не сум бил до сега. Првите 2 години јас правив како промоција за Македонија, ама не онлайн, ама кај моите и кажав ајде дојдете, многу добро. И сега имам уште 2 пријатели тука. И општо во Македонија ми се допаѓа дека се е различно. Знаете, например, ти си во Прилеп, многу се различно и тогаш Битола, многу различно, Пазле Охрид и се е различно. Државата е мала, ама имаш сите места се други, се различни. И тоа многу ми се допаѓа. Единствено нешто што би променил во Скопје, вели е квалитетот на амбиенталниот воздух, а доколку би можел би го подобрил и сообраќајот и јавниот превоз. Она што со сигурност не би сакал да го промени, завршува Фин, е гостопримството и топлината на македонците. Ги завршуваме вестите, се гледаме во вечерните. Имајте убава вечер.